Добар ден, почитувани гледачи, добродојавте во уште една емисија Лилма. Денеска ќе зборуваме за лековитоста на мембраните, поточно за лековитоста на оревовите мембрани, или уште познати во народот како оревови ципи. Оревовите мембрани или оревовите ципи се еден стар народен лек, кој што нашите стари го применувале и го користеле, и кој што е доста лековит и може да помогне за многу заболувања. Значи, пред се во самиот состав на оревовите ципи може да се најдат доста лековити супстанции кои што всушност делуваат позитивно на нашиот организам. Пред се тука е јодот кој што изобилува во преголеми количества во самите оревови ципи. Потоа содржи доста етерично масло, доста витамини и минерали кои што имаат голем бенефит за нашиот организам. Пред се, во народната медицина, на кој начин всушност се употребували. Оревовите ципи најчесто се употребували, тоа е стар народен лек и проверен стар народен лек за кашлица. Сите кои што имаат кашлица во смисол на сува кашлица, продуктивна кашлица и слично, доста помага во таа насока, поготово со тоа што делува антисептички, односно има едно антисептичко дејство, со тоа што делува на поништување на самите патогени организми кои што навлегуваат во нашиот организам. Освен тоа што се користи за кашлица, трет се морам да напомнам дека ова може да го пијат и деца, поготово деца над 5 години, секако во помали количини, може да го пијат и возрастни, доста безбеден е чајот. Меѓутоа, има доста научни потврдувања дека всушност оревовите мембрани, поточно оревовите ципи, делуваат нешто слично како гинксенгот, односно како коренот од женшен, со тоа што доста научни потврдувања ги поврзуваат работите дека всушност ова за нас на овие реони всушност е нашиот женшен. Лековитоста, се работи за доста мал дел од оревот, што често го фрламе и не ни му обрнуваме внимание, меѓутоа верувам дека после ова ќе ги собирате, ќе ги сушите и ќе ги користите во вашите домашни аптеки. Зашто уште може да се користи? Ова е доста добро за сите пушачи кои што сакаат да се ичистат плуќето од никотин. Самите оревови ципи делуваат на прочистување на организмот, со тоа што прават еден комплетен детокс на самиот организам и воедно делуваат на чистење на холестерол, триглицериди доколку се наоѓаат во крвта. Потоа можам да кажам дека ова е билка број 1 да се користи кај проблеми со срцеви заболувања, бидејќи делува баш буквално како кардиопирин, поточно ова е замена за кардиопирин, со тоа што го подобрува срцевиот мускул, ја подобрува срцевата работа, делува на чистење на најразличните калсификати кои што може да се најдат во самите артерии, во коронарните артерии, делува на чистење на калсификатите. Потоа, доколку имаме бодежи во срцето, доколку имаме баш буквално најразлични бодежи по телото, поготово во пределот на срцето или во грбот или слично, прединфарктни состојби и слично, потоа може да се користи кај постинфарктни состојби, поточно за заекнување на срцевиот мускул, за подобрувањето на работата на срцето. Ова е билка која што може да се користи за истите. Доволно мокна да се користи сама, меѓутоа можете да ја комбинирате и со други билки, како што е маточината, како што е циметот, како што е глогот, валеријаната, нането и слично. Има доста научни потврдувања и тврдења дека всушност може да помогне кај цисти, може да помогне кај обилни крварења, за средување на менсисот кај жената. Потоа има доста научни потврдувања дека помага и кај проблеми со тумори, кај проблеми со миоми и полипи, така да маститис исто така, може да најде примена кај овие потешки заболувања. Меѓутоа, еден нов податок кој што се најде сега пред брзо време е всушност дека делува кај мажите, кај проблеми со простатата, поготово аденом на простата, поготово рак на простата и слично. Повторно ќе кажам, доста отпадна материја за некои луѓе, меѓутоа доста и лековита, која што има широк спектар на лекување,
Потоа делува на оревовите ципи, делуваат и на зацврстување на тонусот на сеопшто на целиот организам, меѓутоа воено делуваат и на зацврстување на цревата, потоа може да се користат кај повраќање, кај пролив, кај наразлични инфекции кои што може да се јават, делува на намалувањето на крвниот притисок. Ова ви е исто така најдобар лек за лекување на дијабет, поготово дијабет тип 2, и секако морам да напоменам, бидејќи содржи големо количество на јод, може да се користи за подобрувањето на работата на тиреоидната жлезда, поготово кај хипотиреоза, поточно намалено лачење на тироксинот, и секако знаеме дека јодот е тој што всушност делува на подобрувањето на самиот имунитет, поточно делува на подобрувањето на нашиот организам и метаболизам. Со тоа всушност пиењето на чај од оревови мембрани, значи делува и на подигнување на имунитетот, на забрзување на метаболизмот и, како што реков, на комплетен детокс во нашето тело. Има еден доста стар, повторно ќе кажам, народен рецепт кој што се користи за проблеми со тинитус, поточно со зуење во ушите, кој што е доста ефикасен и се припрема од самите оревови прегради. Доста едноставен е, значи потребно ви е 12 овакви, значи 12 оревови ципи, кои што се ставаат во 200 мл ладно цедено маслиново масло. Се става тоа на оган, на средна температура од прилика 15 до 20 минути, треба да врие, поточно да се испржат, односно се пржат се додека маслото не ја промени својата боја, односно додека не стане од прилика браункаста боја. После тоа се поклопува, се остава да стои 24 часа. По 24 часа ова масло се процедува и потоа се користи 2 пати на ден по 2 капки во болното уво, поточно каде што е зуењето. Може да се користи кај болки во ушите, може да се користи кај тинитус, како што реков, поточно зуење во ушите, или пак може да се користи доколку е нешто хронично, значи во подолг период. Секако треба да се користи со паузи, значи после ставање, односно примена во самото уво од 21 ден, потребно да направите пауза од 10 на дена и потоа да го продолжите третманот. Капките се чуваат на собна температура, како што реков преду, потребно може да се проклатат и потоа да се стават во болното уво. Освен тоа, значи на кој начин можеме да припремиме лековити препарати во нашите домашни услови, тука е значи пред се чајот. Чајот се припрема така што 4 до 5 вакви оревови ципи, значи се ставаат во една шолја ладна вода, поточно 200 мл до 250 мл ладна вода. Се поклопува да стои цела ноќ, односно 6 до 12 часа. Нарано утро, значи оваа смеса се става на рингла и да зоврие малку се додека значи не ги испушти уште повеќе лековитите супстанции, значи што зоврие веќе поклопувате тргата на страна, да се олади 10 на минути 15, се процедува и се пијат вакви од прилика 2 шолји на ден са бајле и навечер. Како што реков, ова е лек за кашлица, ова е лек за шекер, ова е лек за проблеми со тиреоидна жлезда, ова е лек за сите овие наведени проблеми, секако и проблеми со срце. За проблеми со тиреоидна жлезда, за проблеми со хипотиреоза, доколку сакаме да ја урамнотежиме, поточно да ја вратиме во нормала, потребно е значи половина шолја ципи од ореви, се попарува, поточно се вари во 2 шолји вода зовриена. Сето тоа да зоврие добро, значи се ставаат ципите во водата да зоврие добро, од прилика 2 до 3 минути, штом зоврие се трга на страна, се поклопува исто да стои 6 часа. После 6 часа се процедува и се пие 3 пати на ден по една голтка. Значи по една мала голтка, тоа се прави, лекот се чува во фрижитер, што е многу битно, морам да напоменам, ова е за проблеми со тиреоидна жлезда. Доколку оревовите ципи се искомбинираат, да речеме, со лист од боровинка, или пак доколку се искомбинираат со мешунки од граф, ова е проверен лек за дијабет, поготово за, како што реков, за дијабет тип 2, односно за да се намали нивото на шекерот во крвта. Доколку се комбинира со лук, значи да се пие чајот
оревови ципи, напорено да се конзумира по 3 чешниња лук секој утро на глано. Овој е лек за триглицериди и холестерол. Доста проверен, значи за месец до 2 максимум холестеролот треба да се врати во нормала. За проблеми со срцето, значи оревовите ципи, како што реков, може да се комбинираат доколку сакаме за одржувањето на здравјето на срцето, тогаш потребно да промешаме цимет, оревови ципи и маточина, да се свари чај и од тој чај да се пие 2 пати на ден, саба или навечер. Ова е за одржување на работата на срцето и воено делува на подобрувањето на самата срце, воено како што реков го комплетно прави детокс на целиот организам, го подобрува работата на срцето, тонусот и слично. Доколку сакаме да го намалиме високиот крвен притисок, тогаш можеме да користиме комбинација на орев, на ципи од орев со магдонос, или пак можеме да користиме оревови ципи со ловоров лист, кои што делуваат на намалување на високиот крвен притисок. Сега е сезоната на оревите, па затоа собирате ги оревите, и секако сушете ги овие ципи кои што ќе ви придонесат многу за вашето здравје. Имајте ги во вашите домашни аптеки, бидејќи ова е стар народен лек, бидејќи ова е билка која што се применувала со генерации, и верувам дека после оваа емисија ќе најде примена и во вашите домашни аптеки. Ви посакувам сите да бидете во добро здравје и се гледаме во наредна емисија. Поздрав!